Во речиси сите анкети што ги спроведуваат релевантни институции кои го испитуваат јавното мислење, главен проблем на граѓаните кои што го истакнуваат перманентно се економските проблеми, односно платите, пензиите, цените и така натаму. Значи се работи за потреба за подобрување на животниот стандард. За да се направи ова, се покажа во изминативе 30 години дека ретко кога има доволно пари во државата со собрани од граѓаните за да има некаков значителен економски развој и да се подобри стандардот на граѓаните. Затоа она што се очекува најмногу се свежи пари кои што би доаѓале досега и се очекува да дојдат од Европската унија и отворањето на европскиот пазар целосно за македонските компании. Таква најава беше во последно време дека Европската комисија подготвува 6 милиарди евра за Западен Балкан, од кој Македонија се надева дека ќе добие значителен дел. Токму на оваа тема ќе го разговараме со професорот Ванчо Узунов. Добро утро, професор Узунов. Претпоставувам дека ви ги следите овие најави и дека имате своји очекувања што тоа може да значи за македонската економија и дали навистина може да се подобри стандардот на граѓаните ако добиеме добра сума од овие средства. Добро утро. Да, поведете. Благодарам за поканата и баш ми е мило да зборуваме на оваа тема, бидејќи во актуелниот момент предизборен е фактички една од најбитните теми. Тоа е целото работа што споменувате вие е многу битна, пари и подобрување животниот стандард. Подобрување животниот стандард ние веднаш го повредуваме со тоа да има пари повеќе и ако не можеме да ги заработиме сами доволно, кој ќе ни ги даде? И тоа е многу логично размислување. И затоа е битен овој пат кон Европската унија и спроведување на оние реформи кои што Европската унија ги бара од нас, ги претпоставува и очекува од нас. Меѓутоа за мене оваа цела агенда наречена приклучување кон ЕУ и изодување на сите тие постапки и реформи што треба да се направат, има една уште поважна димензија. На крајот на грижата стандардот зависи од тоа колку луѓето сами крираат. Државата, економијата може самата да крира. Ние не можеме многу да крираме или повеќе за да го покачиме животниот стандард на овој начин на кој што функционираме. И затоа се потребни реформи. Во овие 30 години ние ако нешто докажавме е дека реформи сами не спроведуваме. Зашто и како можеме да дискутираме, но реформи сами не спроведуваме. Ако некој не стави на шина и ако некој не уцени, ќе ви дадам пари ако ги спроведете. И ги направи спроведувањето на реформите условено. И уште под голем меѓународен притисок и од Европска унија, и од САД, и од други, ние реформи нема да правиме. Затоа, за да може економијата да стане подобра, да се унапредува, за да се спроведат тие реформи, нас ни е потребно тоа изодување на тој пат кон приклучување кон Европската унија. Тоа е побитната димензија од готовите пари што ќе дојдат, колку и да таа не е небитна. Но ова е уште побитно. И ја често го користам ова со моите студенти. И камај да видиме вака, дечки. Да речеме дека Македонија се организира референдум, но со едноставно прашање дали сте за Македонија, Северна Македонија да стане членка на Европска унија. И имате одговор за да и против. И да речеме дека референдумот е многу успешен, излегуваат 90 и преку 90% од граѓаните, и уште втора претпоставка дека преку 90% од излезените рекле не сакаме. Добро, завршува референдумот, некој слави повеќето, другите жалат, проаѓа референдумот. Што правиме понатаму? Што ќе правиме наредниот ден? Ние не значи дека, како сме рекле, не ќеме членки на Европската унија, дека тоа значи не ќеме да живееме подобро. Тоа не сме го рекле. Што значи треба да се вратиме на истиот пат? Како да живееме подобро, ни требаат реформи. Кои реформи? Тие истите што се ЕУ. Истите реформи се. Затоа е подобро, кога веќе треба да направиш реформи, да ги изодиш што некој што ќе ти биде ментор при тоа, ќе ти помага со знаење, а ќе ти помага и со пари. Затоа е тој европски пат на Македонија битен. Ја не согласувам со една реченица, нема алтернатива друга за Македонија. Има алтернатива друга. Ама не е подобра. Тоа е суштината. Во животот една работа само нема алтернативи. Не дај Боже. Така. Све друго има алтернативи. Прашање не е дали има алтернатива, која е најдобрата алтернатива. Во овој пакет што се подготвува, да, звучи импозантно 6 милиарди, иако ми се чини толку добиваат секој од државите членки на Европската унија, Бугарија, мислам дека толку добива
еднократна помош доби лани, ако не се сеќам, Хрватска доби 2-3 милиарди. Тоа се пари што полноправното членство им го дава како приоритет, затоа што членуваат, но 6 милиарди сепак за држави како овие на Балканот не е малку. 2 се неповратни средства. Донација, значи некој ти ги дава џабе без да ги вратиш, и 4 како кредити, веројатно поволни за ако покажеш зрелост да направиш проекти со кои што ќе ги добиеш тие пари. Се подготвува ли, имаме ли ние некаква подготовка, колку време ни треба да аплицираме за тоа? Бидејќи другата опција е отворење на пазарот на Европската унија како можност, освен давањето пари. Колку коморите, колку фирмите се подготвени за конкуренција и дали тоа се однесува повеќе на малите и средни предпријатија или на големите компании? Не е ограничено дали се мали или средни компании, значи е отворено као можност за сите. На крајот на криштата е битно кој може да се избори за парите. Сега како сме кај парите, уште мала една информација, точно е 4 милиарди се фактички многу поволни кредити, 2 милиарди се донации, но се за сите 6 земји на Западен Балкан и се за 4 години. Од 2024 до крај на 27. Еден мандат не на влада, да речем. Еден мандат не една влада. И суштината е во тоа што овој пат, за разлика од други пати кога биле понекогаш давани пари, они се определени како износ за секоја држава, меѓутоа се условени да државата не може да ги повлече ако не ги спроведе реформите. Не може некој што не спроведе друг реформи од Западен Балкан да не кочи нас, ама ние ако не ги спроведеме реформите и ние нема да добиеме ништо. Сами се кочиме. Значи не може. Уште повеќе, ако некој друг не спроведува, ние дури можеме и откој ќе ги искористиме, дај Боже, нашите пари, а тој не ги проведе реформите, не му следат парите да ги земе дел од неговите. Што значи теоретски може бидат многу повеќе од онедо што и е на Македонија предвиден. Зависно од способноста колку ќе се адаптира. Сега зависно од способноста наша. И добивањето на парите, тие пари што се сега на 2 плюс 4 милиарди за овие 4 наредни години, со овој пакет наречен план за раст, што го промовираше Европската комисија, се потребни две работи. Прво, државата да спроведува реформи, и притоа она самата треба да каже во кои области кои реформи ќе ги направи, а комисијата да се согласи на тоа, и тоа е во тек на завршување, уште пред изборите ќе биде усогласено. Крај на февруар, март би требало да биде. Сега не зависи само од нас, зависи и од Брисел. И потоа, значи, треба тие реформи да бидат имплементирани. И другиот дел е, треба да се предложат проекти кои што ќе бидат во рамките на остварувањето на тие приоритети и способни да бидат остварливи од домашни актери со помош од земји членки на ЕУ. Тоа го враќа на преден план она едно старо прашање што ние го дискутираме во Македонија, ама многу малку и многу срамежливо и скоро ништо не сме направили на него, така наречениот апсорбцијски капацитет за фондови на ЕУ. Зашто бадијала е државата да има на располагање големи суми на пари, ако она нема способност да ги потроши. Тие пари не се даваат, еве ти дете џепарец, троши се. Не е така. Се занесуваме дека е така. Треба да бидат спроведени за точно одредени цели и по точно одредена процедура која што ја бара ЕУ, Европската комисија. А ние немаме капацитет нити да генерираме проекти, нити да ги спроведуваме, имплементираме тие проекти. И тоа треба да се изгради, тоа е институционален капацитет. Го знаеме веќе 20 години дека е низок, и за овие 20 години е унапреден многу малку. И тоа ќе ни биде една од пречките. Објективно. Добро, што значи отварањето на европскиот пазар? Тој досега не беше отворен за нас во целост. Дали тоа е еден чекор повеќе доближување кон Унијата? Да. Тоа е чекор доближување кон Унијата, он е теоретски отворен за нас, меѓутоа ние се уште треба да спроведеме бројни реформи кои што ќе значат вистинско спроведување, имплементирање на тие слободи на движење, тие така наречени 4 слободи на ЕУ. Слободно движење на стоки, услуги, капитал и луѓе, работна сила. Ние имаме пристапи до сега на тој единствен или заеднички европски пазар. Меѓутоа има многу бариери што го кочат тоа. И во рамките на овој процес на регионална интеграција до сега, кој што беше така наречен берлински процес,
спроведувањето на реформите значеше единствен пазар без пречки во рамките на Западен Балкан. И за тоа слободно движење на стоки и услуги најбитни се така наречените правила на ЦЕФТА. Тој договорот, погодбата за формирање на зона на слободна трговија на Западен Ние Балкан. бевме у ЦЕФТА, ама во рамките на ЦЕФТА имаше и бариери, правевме проблеми едни на други. Тоа е суштината. Во моментот, бидејќи ја го координирав до пред еден месец тој процес, знам точно, во рамките на ЦЕФТА, например, веќе за 10 одлуки, кои што значат нови реформи, се спремни за донесување и ќе сменат многу работи во поглед на оваа слобода на движење, не се донесуваат, не го проминат последниот филтер или изгласување, затоа што има во регионот политички проблеми. Не ги прави Македонија, но е жртва нивна. И сега ова е уште еден притисок Да се заобиколи на некој начин. Да се заобиколи, односно да се принудат политичарите, баталете ги вашите политички несогласувања. Пуштете ги економските реформи да се движат. Оставите го тоа на мира, луѓето нека соработуваат, капиталот нека се движи, работната сила нека се движи, нормално увоз и извоз, стоки и услуги, секакви, а потоа политички проблеми ќе ги решавате. И ако тоа го спроведете, едновремено тие ЦЕФТА правила се ЕУ правила, кои ќе ги имплементираме за регионот, сме ги имплементирали за ЕУ. Само ќе треба акредитациите да бидат за тоа дека се тие разни барања исполнети и може слободно да се конкурира и на единствениот пазар во ЕУ полесно него до сега. Следното прашање е потоа со што ние ќе настапуваме на тој пазар, но тоа е малце подолга приказка. Тоа се разни структурни реформи кои што траат, во принцип траат многу подолго. Меѓу вас, економистите, има некојаш разлики околу тоа, но еве во ова студио, еден од вас рече дека генерално најголеми шанси има токму малите и средни предпријатија да конкурираат на овој пазар, каде што има и најмногу вработени граѓани, каде што собира голема група на граѓани кои што ќе имаат бенефит од тоа. Дали е баш така? Не, видете се, зашто ги изборуваме малите и средните предпријатија? Затоа што големите предпријатија веќе учествуваат. Тоа се оние кои што се странски инвестиции во Македонија, тие автоматски се дојдени од најголем дел од земји членки на Европската унија, а и оние што не се странски инвестиции, а се стварно моćни, Алкалуи, да речеме и некои други, они се веќе способни да учествуваат на тој пазар. Оние што не се способни, што би требало да се способат, се голем дел од малите и средни предпријатија. Не сите, оние кои што се насочени да може да произведуваат нешто, било производ повеќе услуга, извозна. Сега, она што е битно тука. Прво, мало предпријатие самото по себе од Македонија, туку така дека ќе учествува на европски пазар е сон, е илузија. Они не можат сами по себе. Треба да се групираат во така наречени гроздови, кластери, околу големите или самите по себе. И да имаат свој капацитет иновативен, затоа што мора да се унапредуваат. Не може со традиционална начин на работење. Со ефтина работна сила и застарена технологија ништо не се прави. Никој не се збогатил на тој начин. Мора да се направи квалитет, да се понуди нешто ново и здружени заедно да учествуваат на тој пазар. Секој ќе добие свој дел, но само заеднички може да успеат. Ние таа лекција многу споро ја учиме. Па можеби има шанса со странските инвеститори кои што веќе се тука во зоните, како кооперанти, како можност да научат нешто од технологијата што странците ја донеле и да може да партиципираат во тоа производство. Тоа тешко оди, но има некаква шанса да го... Имаат шанса која што до сега се сведува повеќе на начелна. Прво затоа што странците многу тешко се, ако имаат веќе кооперанти од други држави, ќе дојдат овде и ќе го сменат кооперантот со некој локален. Тоа многу тешко го прават. А па сега затоа е тука идејата на оној кој што ја води економската политика да го прво него не да го уцени, меѓутоа му рече мораш што домашни. Ако сакаш сите овие бенефиции, мораш постепено се повеќе и повеќе да соработиш со домашни мали и средни предпријатија. И второ, да им помогне на домашните да може да успешно да пласираат, да се поврзат со тие странски компании. Значи треба уште повеќе акција, не може ги оставиш сами на себе. Мислам, можеш да ги оставиш, ама не е споро киде, треба да ги поддржиш. А малите и средни предпријатија припадат, не може сами ништо да направиме. Ние мора да се здружиме, да видиме како можеме најдобро напредуваме и као такви да пласираме. Ама споро не иде. Дека ако сме сериозни сега, ако е ова влада што е сериозно запната за европскиот процес да успее, овој еден чекор кон доближувањето, веројатно до 30 година, ако успееме да станеме навистина полноправна членка, дека тие
средства и тој пристап до пазарот ќе биде полесен и поголем и дека тоаш можеме да очекуваме навистина од подобрување на стандардот на граѓаните? Не, ако почнат реформите да се изведуваат како што треба, значи да почнат и да не запрат, тогаш што тек на време постепено ќе доаѓа до подобрување, објективно и одржливо подобрување на животниот стандард на граѓаните. Работата, Љубиша, е во тоа што ние стално зборуваме дека ќе правиме реформи, сакаме реформи, спремните за реформи и ништо од тие реформи. Или скоро ништо од тие реформи. Тука е проблемот. Добро, имаше мало разочарување кај граѓаните од Европската унија, која досега не покаже такво разбирање дека побрзо ќе не прими. Ова е еден од отварањата на Комисијата на Европската унија, која свати дека го запоставила Западен Балкан, што значи дека стануваат се посериозни од потребата и геостратешки, економски, дека треба да станеме членки. Они на крај сватија дека ние мора да станеме членки и дека треба да ни помогнат. Но тоа не значи дека ќе не примат на мала врата. Не, ние мора да ги изодиме реформите. Тоа не знам дали некој има илузија дека треба или не треба. Мора. Ако сакаме да ни стане подобро. Но професор, ама тие реформите не може само да ги прави било која влада, треба да ги прават и самите компании. Апсолутно треба да ги прават и самите компании, а владите треба да им помогнат при тоа. И да донесат регулатива што ќе ги натера на тоа. Затоа што ние 30 години сме независна држава и не успеавме да створиме бизнис освен неколку големи компании кои што на овој простор ќе функционираат. Ќе инвестираат во Србија, во Црна Гора, во Словенија и така натаму. Остававме затворени на некој начин. Ние само чекаме некој кај да дојде, да покажувајќи спремност, а има капитал некој компании кои што може да го направат. Можеби ова отворање сега ќе даде шанса на некој компании, барем во регионот да се кооптираат. Капацитет за реформи има и може Македонија многу подобро од тоа што го прави. Ама не сепак треба и некои од основните претпоставки, ќе ги кажам за момент, кои се да ги подобрува. Но работата во неспроведување реформи од голем број компании затоа што они знаат дека па и да не ги спроведам што. Тешко се спроведуваат тие реформи. Многу се тешки и за внатре во компаниите. Многу се тешки. И луѓето си викаат, па не, јас сум во некоја си своја комфортна зона, тука живеам, гледам како можам да си ја задржам таа позиција, да не мрдам многу и уште малце терам и ќе видиме понатаму како. Не постои она стварно притисок, реформи мора да правиш и тие ти се опстанок. Нели се реформираш, нели се подобреш. Нема мрдање, само можеш да пропаѓаш. Никако нема да идеш напред. Во тоа владата прво треба да стави јасното знаење, ќе носиме регулатива и со регулативата вие ќе бидете принудени. Не може да работите по старо, мора да работите по ново. Ама и ќе ве помогнеме. На разни начини на кои што влада може да го помага процесот на реформирање и прилагодување на компаниите. Ама одамна има европски пари, 100-150 милиона што ги даваат на компании за развој. Дали очигледно 100-150 милиона не се доволно и очигледно притисокот не е доволен. Инаку ќе имаше повеќе реформи. Сега, втората работа која што при тоа нас не спречува е квалитетот на луѓето. Квалитетот, ние го викаме во економијата, човечки капитал. Односот тоа е какво образование имаме. Не се подобрува образованието во Македонија. Јас сум директен учесник во образовниот процес на Македонија и го гледам. Што е најинтересно, ја предам на факултет на трета година и го гледам крајниот производ од образованието на младите деца. Мене ми е многу жал што и во ова студио порано сум го кажал и во други студио сум го кажал. Секоја наредна генерација студенти е послаба од сите претходни. Е послаба, не подобра. Се помал број студенти се оние кои што се елита и со кои стварно лесно се работи. А поголем број студенти се сакат формална диплома. Тоа не е добро. Тоа не е добро. Нормално процесот на подобрување на квалитетот на образованието треба да почне од предучилишно, па основно, па средно, па високо, сите сегменти да се подобрат. Реформата на образованието е многу тешка, но најисплатлива и она го викаме нема капитални инвестиции, па тоа е најкапитална инвестиција. Подобро образование и подобро здравство се најкапитални инвестиции. Автопати е играчка да правиш како капитална инвестиција, колку и образование е битно. Тешка е реформата за политичарите. Тешка е. Особено лесно се работи со факултети да ги реформираш. 2-3 професори вака така ќе направат нешто. Оние што се наставници и учители во основните школи иде по целата држава научи ги, реформирај ги, направи ги поквалитетни, за да може да бидат подобри учители на своите деца. Тоа е многу тешка реформа. Ама мора да ја спроведеме, мора да почнеме да ја правиме. Ако тоа почнеме да го правиме и се подобрат другите услови и децата видат дека кај нас може добро да се живее, прво ќе престанат да заминуваат, кој сака нека замине, но
ќе остануваат тука и ќе работат тука и економијата ќе се придвижи, целото општество ќе се придвижи. Но ние не го почнуваме тој процес. Не го почнуваме. На сите влади, мене ми е многу жал што мора признам, образованието им е као ресор едно од последните. И на крај ние се сведуваме имат ли децата учебник за на почеток на школската година. Учебници колку и да нема, колку и да се никакви, се подобри од просечниот учител во основно образование на Македонија што може да им пренесе на учениците. Тоа го гледам ја од студентите што ќе дадат. Основни елементарни работи не знаат, затоа што никој не ги научил. И никој не барал да ги научи. И тоа е битна, многу битна реформа. Вие говорите за реформи во образованието, говориме за членство во Европската унија, за развој на стопанството, на фирмите и така натаму, за развој на компјутерската технологија, зелена агенда. Абсолютно. А на политички план ние се уште се убедуваме дали македонскиот јазик ќе обстои, дали историјата ќе доминира во билатералните односи со Бугарија и со Европската унија. И сега цело што го говориме и тоа што граѓаните го сакаат да го направат за да добијат подобар стандард, ги кочиме со некои немалам банални, но не знаеме ни дали се баш такви проблеми и како некој да сака намерно да профитира на тие прашања. Никој не говори за ЕУ, ние ништо не знаеме, медиумите секојдневно не информираме за ЕУ, информираме дека не сакаат во ЕУ и тоа е главната поента. Не е дека не сакаат во ЕУ нити не сакаат, ни не сакаат, они знаат дека ние постоиме и викат колку ќе се изборите, толку ќе добиете, пријатели. Ама не создаваме општ менталитет за ЕУ, ние ги враќаме младите на некои корени кои што не може да ги реше самите тие за историјата. Љубиша, слаби политичари може да дадат слаби политики. И тоа ние го гледаме. Во Македонија во политиката не се групира најчесто со честни исклучоци, елита, туку некој просечен дел од населението, дури многу често и подпросечен. И тогаш ќе шират приказката, чекај сега ЕУ не сака, бугарите ќе не направат не знам што, јазикот нема да го признат, нема врска ни едно ни друго ни трето. Нема врска ни едно ни друго ни трето. Македонија си е Македонија, македонски јазик си е македонски јазик. И колку ќе опстане зависи од нас, а не од било кој друг. Никој не може да го избрише кога он веќе постои, освен ние самите, ако го заборавиме. Така што тие стравови се непотребни, ама лоши политичари кои што не знаат да испорачаат добри реформи, се врзуваат на приказки да ги заплашат граѓаните од вештерки. И он рече, чекај, не ни треба ЕУ. ЕУ не е фер према нас. ЕУ нити е фер, нити не е фер. Она е тоа што е. Ние сакаме да станеме членка таму, да ги направиме оние реформи кои што ќе значат подобро живење за нас. ЕУ нити ќе се подобри, нити ќе се влоши без или со Македонија. А ние ќе се подобри. Ние сме тие што ќе бидеме нето добитници на крај. Конечно, видете сега, Европската унија она што сака да го добие од Западен Балкан, што го има као корист, она веќе го добие. Она веќе го добие. Работна сила. По чорапи бегаме. Во земји членки на ЕУ. Продаваат овде што сакаат. Зашто кој им брани? Мал пазар е слабо платеж способен, но сепак купуваме од ЕУ производи. Ние продаваме таму, продаваме. Капитал овде вложуваат. Безбедност има бидејќи сме НАТО има. Што они ќе добијат со членството на Македонија? Ама баш ништо. А кој ќе добие? Само ние. Ние ќе добиеме. Оние граѓани кои ќе бидат спремни, тој предиз да го прифатат и да се изборат. Сите оние деца што мора да идат во земја членка на ЕУ за да им биде подобар животен стандард, ќе останат овде и истото ќе постигнат. Ако ние станеме земја, ала земјите членки на ЕУ. И за тоа се потребни тие реформи. Ама тие што се неспособни ги кочат реформите затоа што им е страв. Не знаат како да ги водат. И сега имаме една ситуација во политичката битка за власт, две движења. Едно е националната, другата е социјалната компонента што ја будат кај граѓаните. Иако се покажало дека социјалната компонента, ако се подобри, се решаваат и многу национални дилеми и проблеми кои што... Апсолутно. А обратно не може да биде. И сега тоа е еден вид на туркање на граѓаните да одлучуваат ирационално или рационално, емотивно или рационално. А се работи за нивниот джеп, бидејќи треба да одедуваат деца, внуци, треба оваа држава да обстои, ако сите се иселиме, како се предвидувањата од 2050 ќе има 1 милион народ. Ќе нема ни гласачи за таа партија што ќе сака да остане на власт. Тоа е све точно, и сега едни уставни измени, да речеме како еден меѓучекор за продолжување на овој процес за кој што го говориме, бидејќи овие 6 милиарди се играчка во тоа што може да биде со Македонија ако станеме полноправна членка. Тоа ми беше поентата. Значи, мал чекор за како беше на месечината за човекот голем за Македонија. Потполно си го право, точно е
една од партиите во Македонија од опозицијата е главна во тоа, фактички го тера целиот процес за да ги добие изборите, или да мисли дека ќе ги добие изборите, на тоа да граѓаните за неја гласат не врз основа на рационалност и разум, туку врз основа на емоции. Ги носи на емотивно ниво. Ги плаши од ЕУ и Бугарија и себе се поставува како заштитник нивни пред тие страшни вештерки и ѓаволи. Нема врска едно со друго. Све зависи од нас. Ама таа партија така делува. Сега, како граѓаните ќе одлучат, тоа е друго прашање. Постојаната па влада си има своји некакви особености, да ги наречеме, и граѓаните во дадениот контекст сега како ќе биде ова гласање и што да изберат, мене ми е совршено јасно, бидејќи најдобрата алтернатива е ЕУ, тоа е опцијата. Ама како ќе прават изборите, тоа ќе видиме. Иначе точно опозицијата само на таа чувствителна, на елемент на чувства, на емоции и стравови ги собира поените. Дали излезе еднаш со една реформа опозицијата? Ја не сум ја чул 7 години да каже, еве предлагаме ова и ова за било која сфера од економија. Било која, социјална, економија, даноци, било кој прашање. Едно прашање не кажа. Не. Сега ќе кажеле во кампањата. Ама се ќе кажа во кампањата сега е тоа ветување. Работа беше овие 7 години да можеше нешто да се предложи. Едно не предложи. Сериозна опозиција во светот има влада во сенка и секојаш има став. Влада во сенка има предложи други мерки, со дел од мерките се согласува, некој ги малце коригира и не блокира. А не блокира. Ние имаме, а после тоа почнува обратно. Ако ќе дојде на власт, ако дојде некој власт, чекај сега, ми треба мене партнер од опозицијата. И конструктивна опозиција. И си играме пинг-понга, ние сме унутра топчето, летаме те ваму, те таму. Не, ама на крајот Белјувиша сепак, а кои ги бира тие политичари? Ние. Ние, тие, затоа и гордо велат, ние сме едни од вас. Тоа значи секој може да биде, некојаш нам не ни треба некој од нас, ни треба некој што е подобар од нас. Фактот е дека нас ни е патот јасен и оцртан. И што треба да направиме за да го изодиме, точно знаеме. И ние наводно сме спремни да го одиме. Ајде да почнеме. Добро, има уште малку време, ќе имаат граѓаните простор да размислат, дали ќе размислат или ќе одат според емоциите, на крај нивна е одлуката, а како велат, тие и кога грешат се во право, да имаш една. Благодарам што бевте демагогија ето. Да, благодарам што бевте гостин во. Благодарам за поканата. Продолжуваме со останатите содржини во утиската програма на Слободен печат.